Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. По обвинувањата за наводни незаконски градежни активности на камениот магазин во сопственост на советникот и заменик градоначалник Диме Бозовски, тој денеска на пресконференција излезе со демант. Над 7.000 градинари денеска добија субвенции за остварено производство во 2024 година. Прилепскиот уметник Маријан Стојановски утре вечер изложува во културно-информативниот центар во Софија. В недела сите на велосипед ќе се вози на познатата релација Прилеп-Мало Коњари. Победа оваа сезона ја завршува со надпреварот во недела од Купот на Македонија. Времето денеска сончево и топло со мало до умерена облачност. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Деновиве на социјалните мрежи и на дел од медиумите актуелни беа информациите за наводна незаконска доградба на камениот магазин во сопственост на Диме Бозовски, советник и заменик градоначалник на општина Прилеп. Објектот не е под заштита како културно наследство и реконструкцијата на кровот од камениот магазин е во согласност со законските прописи, посочи Бозовски денеска на пресконференција. Објектот датира од втората половина на 19 век, истиот е купен од моја страна пред 20 години. Се работи за објект кој во имотен лист и фактички се состои од сутерен со површина од 255 метри квадратни и кат 1 со површина од 109 метри квадратни и кат еден исто со површина од 87 метри квадратни. Бидејќи објектот е стара градба и од денот од кога е истиот изграден денес, врз него не е вршена санација и реконструкција, а и поради опасноста од саморушење, на истиот ангажирав правно лице кој изготви основен проект и беше поднесено барање за реконструкција на кровот, зашто од страна на општина Прилеп беше издадено решение со кое ми се одобрува да извршам реконструкција на кровот. Денеска се реализираше исплатата на подмерка 1.5 дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за остварено производство од домат, пиперка, краставица, корнишон, зелка, граф и компир на отворено и во пластеници од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година.
Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со домат, пиперка, краставица, корнишон, зелка, граф и компир и се корисници од подмерка 1.4 од програмата за 2024 година, а оствареното производство е предадено на регистриран откупувач, вклучително и произведените градинарски култури за потребите на сопствениот преработувачки капацитет или е користено за домашни потреби или е продадено на пазар. Прилепскиот уметник Маријан Стојановски утре вечер изложува во Културно-информативниот центар во Софија. Од 18 часот и 30 минути ќе биде отворена изложбата Трак од македонските уметници Стефан Анчевски од Куманово и Маријан Стојановски Прилеп. Трак е апстрактно истражување на длабочината и сложеноста преку динамичната интеракција на црните бои и сложените линии. Користејќи техники на комбинирани медиуми, овој проект не влекува во емоционалната резонанца на темнината, користејќи различни текстури и материјали за да се создаде визуелно впечатливо искуство. В недела на 25 мај во организација на општина Прилеп и велосипедскиот клуб и сервис Илинден ќе се одржи манифестацијата Сите на велосипед. Релацијата за ова велосипедско дружење е позната се тргнува од пред реклами од центарот на Прилеп во 12 часот. Патеката води до најблиското село Мало Коњари во должина од околу 6 километри. Овој настан е одлична можност за рекреација, дружење и поттикнување на здрави навики. Повелете со вашите велосипеди да го раздвижиме Прилеп заедно, посочуваат од општина Прилеп. Победа оваа сезона ја завршува со надпреварот во недела од Купот на Македонија против нисколигашот Стрела од Ерековци. За тоа какви се очекувањата од овој надпревар, но и амбициите за следната сезона, дознаваме од фудбалерот на Победа Сали Марифи, кој гостуваше во нашата спортска емисија Спортски журнал. Па ништо, че гледаме да го добијаме тој надпревар нормално како и секој досега, за да можеме наредна сезона да учествуваме во Купот на Македонија, како и секоја година. Никој тим не треба да се потцени, баш е проблем кој ќе се потцени тимот и може да настанат проблеми на теренот. Затоа ние гледаме максимално да влеземе во секоја такмица и да ја добијаме. Се уигруваме полека и се надеваме дека наредна сезона ќе биде уште подобра. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена облачност, ќедува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Во Прилеп сончево и топло со мала до умерена облачност. Минималната температура се спушти до 12, а максималната ќе достигне до 24 степени. Под влијание на влажен бран во деновите од викендот и во понеделник, времето ќе биде променливо облачно и посвежо со врнежи од дожд. Локално врнежите ќе бидат пообилни над 30 литри на метар квадратен, проследени со појава на грмежи и засилен северен ветер над 70 км на час. Од вторник ќе има стабилизирање на времето и пораст на дневната температура. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.